Добро дојдовте во веб платформата на страната на Министерството за образование и наука во нашата училница. Денеска онлайн ќе имаме час по предметот природни науки, ќе се задржиме на темата сетила, нова наставна содржина е сетила кај човекот. Кажавме ќе работиме по природни науки. Во оваа содржина ќе научиме и ќе се сретнеме со поимот сетила, ќе научиме зошто сетилата му се потребни на човекот, кои се тие сетила, како изгледаат и каде се наоѓаат во нашето тело. Вие слушате разни гласови, шумови, гледате се што ве обкружува, мирисате пријатни и непријатни мириси, разликувате различни вкусови и знаете што сте допреле, дали е мазно, дали е рапаво и така натаму. Животните и луѓето имаат специјализирани органи за воспримање врска со средината и надворешниот свет. Тие органи се наречени сетилни органи. Кај човекот постојат 5 сетилни органи. Тоа се сетило за вид, сетило за допир, сетило за мирис, сетило за вкус и сетило за слух. Поединечно ќе работиме за сите. Сетило за вид е првото сетило, сетилото за вид како што демонстрира овде девојчето е окото. Очите се сетило за вид, со очите гледаме, со нив ги распознаваме предметите и појавите, бојата на предметите, нивната форма, големина и слично. Сетилото за вид ни овозможува да ги видиме работите од нашата околина. Луѓето имаат две очи со иста боја, заштитени со капак. Бојата на очите не е иста кај сите луѓе. Што можеме да видиме со нашите очи? Можеме да ги видиме нашите мленичења, во овој случај е кучето, нашите играчки, нашите омилени цртани ликови од цртаните филмови, во овој случај Том и Џери, нашето омилено овошје, во овој случај бананата и училишната табла на која што секој ден работиме во училиштето и многу други предмети кои што не обкружуваат. Сетило за слух е, како што е покажано на сликата, ова дете ни демонстрира увото. Нашите ушиња се сетило за слух. Увото е сетило за слух, луѓето имаат две уши, со ушите слушаме, со помош на ова сетило можеме да ги слушнеме звуците, пењето на птиците, звуците од автомобилите, авионите и така натаму. Што можеме да слушаме со ушите? Можеме да ги слушаме животните, звуците на животните, звуците на сообраќајните средства, превозни средства, во овој случај авионот, инструментите кои што произведуваат звук и есенските листови кои во есен се суви додека одиме на прошетка шушкаат под нашите чевличиња. Следно сетило е сетило за вкус, како што е демонстрирано на сликата е устата и јазикот. Јазикот е сетило за вкус, со устата и јазикот ги чувствуваме вкусот на храната која ја внесуваме. Сетило за вкус, односно сетилото за вкус ни овозможува да почувствуваме дали храната е солена, сладка, кисела, горчлива и така натаму. Што можеме да чувствуваме со јазикот доколку ја допреме оваа роденденска торта, ќе почувствуваме сладок вкус, доколку го допреме овој лимон ќе почувствуваме кисел вкус, доколку допреме со јазикот кафе ќе почувствуваме горчлив вкус и доколку ги допреме овие блисини ги почувствуваме солен вкус. Сетилото за мирис, односно сетилото за мирис е нашиот нос. Носот, како што е покажано овдека на сликата, е сетило за мирис. Носот е сетило за мирис, со носот можеме да почувствуваме како мирисе цвеќето, како што е покажано овдека на сликичката. Ова дете, девојче кој го мириса цветот и кој што чувствува пријатен мирис. Може да помирисаме некој парфем и да чувствуваме како мириса храната. Со него дишиме, ги чувствуваме добрите и непријатните мириси. Значи, носот ни е сетило за мирис. Што можеме да мирисаме? Можеме да мирисаме храна, можеме да мирисаме цвет. Оваа слика со веце, тоалетната шолја, сама покажува дека не е пријатен мирисот и овој чичко кој фрла отпад во кантата за отпадоци и има штипка на носот, ни демонстрира дека мирисот не е пријатен што го чувствува. Сетило за допир ни е сетилото за допир ни е кожата, како што е покажано овдека на сликичката кај ова девојче. Со раката ние допираме се, сетилото за допир е сместено во кожата. Кожата ние ја имаме низ целото тело, целата кожа е осетлива на допир, каде и да се чекнеме, каде и да се доприме,
Ние тоа го почувствуваме, со рацете допираме, а преку кожата чувствуваме дали нешто е тврдо, дали е меко, дали е студено, топло, мазно или рапаво. Што чувствуваме при допир со кожата со нашите раце, доколку го доприме ова мече ќе почувствуваме дека е меко, доколку ги доприме овие шајки ќе почувствуваме дека се остри и тврди, доколку го допреме овој чук ќе почувствуваме дека е тврдо, овој чајник доколку го допреме ќе почувствуваме дека е жежок, овој лед доколку го допреме со раката, со сетилото за допир ќе почувствуваме дека е ладно. Подготвив неколку игри со кои може дома да си го дополнувате времето. Првата игричка е волшебна торбичка. Потребен материјал за оваа игра е платнена торбичка, неколку ваши играчки, предмети, но да не бидат кршливи, или училишен прибор, машинка за острање гума, моливи, боички и така натаму. При оваа игра се користат само сетилото за допир и сетилото за слух, додека останатите сетила за мирис, вкус и вид не се користат. Ова може да се игра и во парови, и во група. Например, во група може да играте со 6 да се наредете во круг, еден да застане во средина со платнената торбичка и предмети внатре, секој од учесниците да допираат, еден по еден да допираат во торбичката и со сетилото за допир, и со сетилото за слух, доколку предметот испушта некој звук, да именува за кој предмет станува збор. Оној учесник кој ќе има најмногу точни погодици е победник во оваа игра. Следната игра е доста позната, често пати ја играме, се вика слепа кокошка. Потребни материјали за оваа игра ни се мараме или шал, храна, овошје, зеленчук или млечни производи. При оваа игра се користат само сетилото за вкус, останатите сетила не се користат. Може да се игра во парови или во група. Претходно игравме, ви ја покажав играта во група, еве ова можеме да играме во парови. На едниот ученик му се прикриваат очињата со шал, со што веднаш приметува дека сетилото за вид нема да се користи во оваа игра. А другиот учесник со помош на прибор за јадење, лажица или вилушка, на веќе однапред добро измиени плодови, поделени на мали парчиња, му дава на другарчето со кој игра во сетилото за вкус, устата и јазикот дел од храната. Оној што ќе погоди повеќе храна, односно ќе каже за која храна станува збор, тој учесник е победник. Овде ќе се почувствуваат различни вкусови, може да биде и горчлив, и солен, и сладок, и кисел, зависно од храната која ќе ја одберете. Играта е многу забавна, вакви игри можете и сами да се измислите, например со сетилото за слух, да пуштате различни звуци дали од телефон, дали од некое друго средство со кој може да работите дома, извор, да пуштате различни звуци на животни, па еден да пушта, другиот да ги именува звуците кои ги слуша, или да пуштате звуци од музички инструменти, детски музички инструменти, едниот да пушта, другиот да ги именува звуците кои ги слуша. Различни игри можеме да извадиме од сетилата. Што научивме кога ќе се запрашаме од оваа тема, што научивме? Значи, овдека се запознавме со сите сетила, сетило за вид окото, сетило за слух увото, сетило за мирис носот, сетило за допир раката, сетило за вкус устата и јазикот, односно сетило за допир кожата. И научивме зошто ни се потребни овие сетила. Ви благодарам и ви посакувам успех во учењето.